Тоа што де факто сите светски сили, сите релевантни фактори у светов се подготвени да прифатат поделба на територија на една држава суверена, која што патем не била фактички во војна со Русија, е опасен самиот по себе. Косово пак ќе земеме за пример. НАТО или Америка го бомбардираше Косово без објавена војна. Добро. Без дозвола од Обединети нации, Добро. без дозвола од НАТО. НАТО во потоа се вклучи. Да. Окупираа територија на Србија, која што потоа стана нова Ама држава. Србија После 45 година светскиот поредок е установен на следниот принцип. Советот за безбедност е светскиот полицаец. Тој што контролира мир, војна. 5 држави се привилегирани од тој Совет за безбедност. Кои се тие држави? Државите победнички. Но суштината што е? Овие 5 држави, као победнички во Втората светска војна, за себе го задржуваат правото на вето, да може да ја блокираат секоја одлука. Ако они не се усогласат, не може да има интервенција, не може да има мировни сили. Што направи НАТО 99-та? Они злоупотребија, интервенција си направија унилатерално, немаше одлука на Совет за безбедност. Русите сега што викаат после тоа? Чекајте па, ако може така, може и вака. Генералното собрание носеше резолуции, ама тие немаат обврзувачка моќ. Единствен орган во светот кој што после 45-та е восстановен, кој што има извршна моќ е Совет за безбедност, а таму овие имаат право на вето. се. Значи, у случајот на Македонија, ако внимателно анализираш што прават албанците, у Западна Македонија, што прави да речеме овој у Тетово, нели најавуваат заедница на општини, Академија на науки нивна, што ќе се ја финансираат од нивни општини. Еве прославуваат на Шар планина независност на Косово. Имаше 91 неформален референдум за Илирида. Значи тоа се сите елементи за кои што они многу добро се упатени дека може да ги искористат у случај да сакаат да отцепат територија. Проблемот што е? Што нема доволно меѓународна позадина и грб. Они да осетат дека е моментот. 2 секунди ти прават референдум. У Западна Македонија ти отцепуваат. Затоа е Они плачат за тоа. Затоа е